Пријател правил салата, вика, правам салата у кујна и вика, ти го слушам, вика, твојот глас, вика, на телевизија, на некоја емисија гостуваш, а вика, син ми, вика, у дневна, вика, он пуштил телевизор, вика, он те гледа. А иначе, син му, претходно 2 пати си ја ме видено, тамо кај што седиме со екипава, со друштво, има еднаш 2 пати дојдено, студент на физичка култура, и ми има видено тамо како се поднашам, у таа екипа, кога седиме така, без везе, улетниковец, вамо, тамо. И си стекнал одредено мислење за мене. И сега ова, као што вртел, ме видел на емисија, не ме не знаел предходно ни као глумец, ме гледал ни као вака, и ме видел вака и остел, и вика, го слушам пријател, вика, правам салата, вика, го слушам твојот глас, и гледам син ми, вика, вака, знаеш, те гледа. И добро, вика, ја продолжавам да сецкам, да правам салата, и едно време, вика, син ми, вика, тато, дој малце бе вамо. Значи, тичко е, тогаш беше прва година факултет, бе. И вика, идам, вика, кажи бе шо е? Вика, тато, абе, овој глумецов, знаел ли нормално да збори? Замислете, каква представа он имал за мене тамо кој сме седеле у летниковец вамо. За каков ме сматра? Вика, тато, абе, овој глумецов знаел ли нормално да збори? Ете зашо ние глумците сме шизоидни малце онака. Шизофрени да не кажам. Ова, можеме 16, на 16 различни места, 16 различни овој амбиенти на нашиот карактер да изнесеме. Што нели, разликата помеѓу глумец и лудак е само у тоа што глумецов може да ја премине рекава, ама знае да се врати, а лудаков еднаш ако ја премине више не се, тоа е генерално разликата меѓу глумец и лудак. Но, гледате колку кратко време помина од свирепото ладнокрвно убиство на Вања до ова во Прилеп вчера, завчера на малиот. Гледате колку малце време помина. Добро. Знаеме, портпаролката на СДС кажа Тошковски дека е крив за свирепото убиство во Прилеп, пошто Тошковски е крив за све, кога на муж не му се дига со жена му, Тошковски е крив, обратно кога на жената не и се прави секс со мужот, Тошковски е крив. Не знам која пастрмката не се мрестала убаво, Тошковски е крив. Која ќе се смени ноќта со ден, исто Тошковски е крив. Значи, у разни пригоди, знаеш, многу убаво е да се најдеш дежурен кривец. Ете, Тошковски е крив, што се случило тоа у Прилеп, нели, кога бил Тошковски, се случувале стално срања, не знам што, тоа портпаролката не СДС, замислете. Да кажеше некоја друга портпаролка, некоја друга партија, па може ќе кажеш, добро, сега малце треба и пиара на СДС. А by the way, она свирепено убиство на Вања се случи кога беше СДС на власт. Што требаше тогаш, сите кажеме СДС е криво за тоа што се родил некој психопат или станал психопат, собрал тројца будали околу себе, кои што ги прелажал, зашто успел да ги зманипулира да воспостави врховен авторитет врз нив, како да е самиот Господ Бог, и ги натрал да му помогнат у свирепите убиства, и за тоа треба да е крив, нели, министерот, така, или било кој друг, рецимо премиерот. Anyway, a by the way, а меѓу другото, да не кажем англицизми, меѓу другото, мислам, сите многу добро знаеме у времето на СДС, како разни шефови на разни наркокланови се сликаа со Заеви и Заевци, со кланот Заеви, по разни прослави, особено кои им требеше да им се трча за гласови, нели локални, кои требеше на тиго да им го суди да прават. Значи, со сите имаат слики. Овие што беа наркокартелите, што се сега пола разбиени од како се смени власта. Оти уапсе, не знам колку десетици покрупни дилери ставија во затвор.
Така да не знам, тоа е не знам кој веќе ги сваќа сериозно СДС, но добро, може после пак да се навратам малце на нив заради една друга работа. Ете, ностоп се навраќам на нив. Иначе тоа сакав да кажам, не е чудно во психологијата на психопатите да се угледаат на разни модли од минатото. Дури тие модли да им станат и предизвик што треба да го исполнат. Не велам дека сега ова е случај, значи нема врска ова со Палчо и кога. Најде да рецимо позадината на сето тоа е алчноста. Тамо со Палчо знаеме што беше, овде пак било за имат. Сега тука се отвара прашањето. Како во општество стигна до степен да како последица на незаситените апетити кај луѓето за материјални добра се случуваат дури најсвирепи убиства. Тоа е она што е видливо, што го гледаме кога ќе се случи, нели, трагедијата, така да кажам. Но милион работи не гледаме. Кај што благодарение на, тоест како последица на алчноста на некој психопат кој што има моќ да манипулира и има моќ воопшто да биде заштитен, не знаеме колку човечки животи се уништени во околина, не физички, на друг начин, затоа што им се намирачил. И затоа што имал моќ позадина и затоа што системот не успел да ги заштити жртвите на неговата манипулација или агресија. Да пукаш во екзекуцијски стил на дете, како во случајот со Вања, така во случајот со Малиов во Прилеп. Можат тоа да го направат само два типа на убици. Првиот тип, ако веќе тој тип кој што од некакви причини пука со пиштол во екзекуцијски стил во дете, предпоставката е дека барем до тогаш има убиено барем 20 луѓе, меѓу кои што имало и деца, и има толку трпнато на тој тип на насилство на крв, што може без проблем да екзекутира било кого. Дали било бебе од 6 месеци, дали било дете од 12 години, дали бил старец од 90 години. Значи, се десензибилизираат. Таквите убици обично лесно може да го повлечат шкрапалот или орозот на деца. Вториот тип се, што мислам дека тој у овој тип спаѓа овој последниот случај, нели, у Прилеп. Кога одреден убиец ке развие психоза поради некоја работа и поради која таа психоза и параноја дека некој го прогонува, некој му се заканува со живот, дека некој му одзел се, дека некој му го уништува животот, така што му одземал се и така натаму, кога развива полека психоза која што преоѓа во параноја и план за некој екстремен тип на насилство, како ше во случајот убиството. Таквите убици обично, како овој последниот во Прилеп, која планираат нешто, значи од тој тип, што се тоа све се умисла, значи многу перфидно, многу манипулативно, психопатски ги намамил жртвите да дојдат во неговиот стан. Можете да замислите колку бил сладкоречив и ги инсистирал и Малио да дојде и можеби, нели, на кој знае на кој начин ги намамил, нели, Софија, да дојдат во неговиот стан кај што ги ликвидирал како што ги ликвидирал. Што сакав да кажам? Ваквиот тип на убици кои што се умислат, значи осмислуваат целен план, кај него тоа трае подолго време. Прво кај него треба време психозата да дојде до тој степен да се одлучи за таков чин. А откако ќе се одлучи на таков чин, му треба време и како тоа да го смисли, да го испланира и да го изведе. Причините зашто го
сите викаат зошто што му требаше и малиот, значи у неговата глава тоа било совршено логично, нели? Најверојатно поради тоа што ние и тоа го имаме и како ова клетва и како пцовка го имаме, да ти се сотре семката. Веројатно неговите психолошки мотиви биле тие. И втората работа, зашто ја ова го зборам е од нешто што сум прател, што сум следел вакви случаи по светов. И втората причина е зашто се одлучуваат и на најневините да земат живот во една таква ситуација, е да ја зголеми тежината на казната на таа фамилија, конкретно на мајката, на сопругата на ова, а најпосле на неговата сестра, нели, кај што буквално со ова како да и порачала да гледа цела фамилија тија, семката тија сутра. Anyway, што значи, кај ваквите типови новици, драга портпаролке на СДС, Господ не може да знае што им е у глава и што планираат. У ретки ситуации, ради X причини, некој може да ги осуети и да пријави на време, да? Но генерално 99% е невозможно било кој да знае било што пред трагедијата да се случи. Затоа што тие не најавуваат со барабанче под телали. Ова е просто за да може да изврши оној кој имал намера, накана да изврши. Си сериозна накана. Тој нема да збори пред било што, пред да направи било што, нема да збори пред рака. Толку за ова. А како дојдовме до тој степен, значи, очигледно ја плаќаме веќе, ние тоа уште не го гледаме за жал. Ние веќе сериозно ја плаќаме цената на нашиот распаднат систем на морални вредности, на образовен систем, на духовни репери, морални принципи, етички принципи. И многу е погрешно ако веруваме дека ова нема да се повтори, можеби и уште пократок временски период на тоа што беше од оној кој што беше меѓу оно што се случи на малата Вања, ова што му се случи на малиот. Можеби следната жртва ќе биде у пократок временски период. Зошо? Затоа што ние уште немаме однос развиено кон тие форми на насилство, на криминал, на агресија. Гледате и сами што се случуваше и у Чаер и ова. Значи не обвинувам никого конкретно, но ние како општество немаме уште развиено, како да ви кажам, сенс. Може би овие два настани ќе почнат малце да ни го будат сенсот. И она што се случи со Вања и ова со Малиов, тие семејни насилства, тие, не знам, убиства, обиди за убиства, закани, агресии заради материјални добра, заради алчност нечија и така натаму и така натаму. Може би се тоа ќе не замисли и за многу други работи во иднина, кај што нели западниот свет, но и подалечниот од нас е свесен многу одамна дека треба да сватиме дека ѓаволот ја однел шегата и дека пошто ова е глобален свет, све што се случува глобално нема никаква причина да не се случи овде. Ако пеперутката прднала у Калифорнија, верувајте дека незиниот прдеж ќе се слушне и овде. Значи, тоа е цената која си глобален свет, кога си фактички дел од една како да кажам, цивилизација која што се фундирала на некои, ајде условно кажано, јудео-христијански вредности. Значи, ако постои тоа тамо, ќе постои тука. Ако се случило тамо, ќе постои тука. Многу е важно да се тргнеме од мислата, од мантрата, од себе, од убедувањето,
Тоа тамо некаде се случува Америка, такви убиства, масовни, такви киднапирања, силувања деца, малтретирања. Не бе, луѓе. Последниот период колку имаше на Facebook случаи на свирепо насилство врз деца од страна на родител, на роднина, на било кој. Снимки имаше за тоа. Тоа ни се случува. Знаете колку е мала разликата, колку малку фали уствари од она да тепаш со шамари зверски додека му седиш на гради детенце од 2 години, не знам колку имаше малата тој татко и што тепаше, колку е, како да ви кажам, колку е блиско од едно таков тип на насилство, следниот пат тоа насилство да заврши со убиство. Милион случаи имало. Многу малце треба за таквите луѓе. Ако на време тоа не се свати и не се отстранат од општеството, не се изолираат, истото важи за педофилите. Педофил не може да се рехабилитира. На тоа на секој психијатар му е јасно и затоа треба и гласно да зборат. И не знам што стана тоа на времето, Груевски ги извади тие на сајтот, на сајт тие суратите на сите педофили кои што се пуштени со адреса на живење, кај живеат луѓето да бидат свесни. Имаше еден таков момент, ако се сеќавам, но после не знам известно време, кога сакаше да се пристапи на сајтот, не можеше да се пристапи. Значи некој го блокираше, веројатно, не знам, се побуниле некои заштитници на појма, немам, човекови права, дека е тоа нарушување на некоја приватност. На педофил нарушување на приватност, дали сте нормални? Еве, не знам, ја искрено може и лупетам, не знам од кои причини го банираа тој сајт. Но тој треба да постои. Сега тој што тепаше сопственото дете, треба веднаш да влезе во тоа, кажи го, во тоа досие на силеџи и насилници кон деца, кон малолетни особи. Шо демек петно ќе му ставаме? Тоа не е демократски. Демек шо влегол у затвор и се опрел, се излечил, нема утре да агресира дете, или у овој случај потежок, ако еднаш силувал дете, нема утре кој ќе излезе од затвор пак да силува? Не бе, тоа е нагон, тоа е порив. Нагонот е толку моќен што него го влече, значи не може, тие луѓе не може да се вратат. Прашање на време е само колку ќе остане на некој начин невидлив до следниот напад што ќе го направи. У тој дел исто треба казните да се направат многу поригорозни. Или оне што го врзуеше малиот за дрво, за ваква. Луѓе, треба да сватиме, меѓу нас живеат прави психопати има, кои што само с благодарение на околностите што се менуваат, и на ситуацијата, и на сиромаштијата која расте, и на вредностите кои опаѓаат, и на образованието кое што нема моќ да наметне авторитет, да создаде здрави индивидуи во коренот сами. Ваквите ликови се повеќе ќе се аутираат на некој начин, ќе доаѓаат до израз. Зашо едно болно општество, морално болно општество, со нарушени вредности, без етички, духовни категории, принципи, како сакате кажете ги, нема моќ да ги абсорбира ваквите појави, ваквите психопати, ваквите феномени, ваквиот тип на однесување на криминал, значи антисоцијално однесување или асоцијално однесување комплетно. Нема можност како тоа да го абсорбира, а тие вираат у такво едно општество болно. Плодна почва е за да вираат. Некема, значи, сакав да се обратам и за една друга работа, но ќе оставам тоа за утре, пошто предолго мислам дека зборам.
А ова што последно го кажав исто треба да биде еден вид на апел да се направи нешто, не знам како ќе се делува со кампања или појма немам, како да им се објасни на луѓето дека од нивната алчност за материјално потекнува сето зло на овој свет. Затоа викаат парите се нужно зло. Фино е да ги имаш, многу си опуштен, можеш да си приуштиш што сакаш, но истовремено многу е лошо ако им станеш роб. Ако тие тебе почнат да те контролираат и да го менуваат твоето однесување. Као кај наркоманите исто потпуно, као дрогата кој ќе ги преземе и кога почне она да им го менува однесувањето и начинот на живот, доека не ги претвори во зомбија. Истата причина, истиот процес се одвива потполно. Да, фино е да си има све, на крајот на краиштата не разговара брат со брат, сестра со брат, татко со син, син со сестра, Зашто? У 90% случаи не посудуи се за нерешени имотно-правни односи. Ти си ми влегол у меѓата мета рипол. Ти кај сега колата тука ја паркираш у мојот дел од патот. Што е се... И тука ќе извадат мотиките, лопатите, копачите, ќе се направат салата за мета рипол меѓа и ќе си ги уништат животите. Дури ако преживее некој од нив киде у затвор, овие што нема да придат цели фамилии ќе се растурат. Зашо? За 2 квадрата меѓата од нивата повака што требала да биде. Мој добар познаник затоа го загуби животот пред 10 години. Орадише. Ево таков една стара будала. Меѓата, ама вече меѓата му врти грб, го удира со од позади со тврд предмет, со алат и гости на место. Човек кој што беше феноменален. И како човек, и да имаш и така имашлив беше, познат беше у градов и така натаму, и широко срце имаше свето. И зашо го загуби животот на 42 години? Мислам дека толку имаше тогаш, може малце нешто поише. Од таква будала, као тој вчера што пукаше внукот и во неговиот син. За нива, за 5 квадрата. Тука треба да делува образовниот систем. Тука треба државата да делува. Со кампањи, со инка да им се тура. Ама како ти ке делуваш ако самите тие нели алчни за поише. Така да тоа е секогаш меч со 2 острици или дупло голо. Но ако не се направи тоа, ако не се делува превентивно, воспитно, поправно, превентивно, ако не се усериозиме, ако не го кренеме на повисоко рамниште нашиот образовен систем, вредностите за кои што се бориме во ово општество, верувајте, секоја наредно ладнокрвна екзекуција на дете ќе биде многу пократок временски период ќе се случува. Или некоја слично такво убиство. За пари.